Судски жалби, протести и апсења го следат контроверсниот имиграционен закон на Американската сојузна држава Аризона и повторно го вратија имиграционото прашање во фокусот на вниманието во САД. Од Вашингтон на оваа тема се јавува Ведран Андоновски. Ведран, што е суштината на проблемот? Властите во Аризона тврдат дека Вашингтон не чини доволно за да се справи со проблемот на илегалната имиграција и дека биле присилени да реагираат. Проценката е дека во оваа држава, што се граничи со Мексико, има 400.000 кои легално ја минале границата, а првите луѓе на Аризона наведуваат дека тие луѓе се економски баласт за државата и причина за пораст на криминалот, како на пример трговијата со дрога. Владата на Обама пак е категорична дека таа има надлежност да ги спроведува имиграционите закони, а не локалните власти. Обама вели дека законот на Аризона на погрешен начин се обидува да се справи со проблемот, во време кога владата во Вашингтон работи на реформа на имиграционите закони. Тања? Ветран, кои се аргументите на двете страни? Властите во Аризона тврдат дека Вашингтон не чини доволно за да се справи со проблемот на илегалната имиграција и дека биле присилени да реагираат. Проценката е дека во оваа држава, што се граничи со Мексико, има 400.000 кои легално ја минале границата, а првите луѓе на Аризона наведуваат дека тие луѓе се економски баласт за државата и причина за пораст на криминалот, како на пример трговијата со дрога. Владата на Обама пак е категорична дека таа има надлежност да ги спроведува имиграционите закони, а не локалните власти. Обама вели дека законот на Аризона на погрешен начин се обидува да се справи со проблемот, во време кога владата во Вашингтон работи на реформа на имиграционите закони. Тања? Ти благодариме, тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски.